ред да направим. Се зборим много. Ако може, потивко. Благодарам. Почитувана јавност, почитувани колеги, денес е 2 март и е жално за каква точка зборуваме на дневен ред. Жална е онаа држава во која што владеачкото мнозинство на 2 март денес зборува за тривиални работи, а не за суштина. Почитувани колеги од мнозинството, денес требаше да зборуваме точка број 1, ублажување на економската криза и ублажување на онаа уште поголема криза која што ви следи на Република Македонија, бидејќи од прв до последен избори се колнеме дека на граѓаните ќе им донесеме подобар живот. Точка 2 требаше да биде декларација за осуда на настаните во Украина. Одговорна држава мисли на економскиот просперитет на своите граѓани. Одговорна држава денес требаше точка на дневен ред намалување на 50% од акцизите за ДДВ за горивата. Требаше да имате доблест и емпатија према овие граѓани кои што се помалку гледаат Собраниски канал, да им ги намалиме дизел горивата за 9 денари и бензин за 14 денари. Тоа е најмалку што може да направи одговорна власт. Денес требаше да разговараме за намалување на ДДВ-то за човечка исхрана. Цените отидоа во вселена. Граѓаните панично купуваат. Од вчера имаме повторно либерализирани цени, а денес веќе утредента пола сувоместни и местни производи ги нема во големите марки. Тоа не ни интересира. Тоа воопшто не ме додирнува. Затоа што можеби некој има од каде да купи, ама некој нема. Денеска требаше да зборуваме што правиме со електричната енергија, да ги успокоиме граѓаните со тоа што ќе продолжевме наместо до 1 јули да важи намаленото ДДВ да важи до барем нова година. Денес требаше да зборуваме и да потврдиме намалување на парното на оние луѓе кои што заради неспособноста на оние кои што ги бирате во власт имаат покачени цени и основни давачки кон државата. Тоа е улогата на парламентарно мнозинство. Денес требаше ова да го предложите, а не денес на дневен ред да имаме разрешување на член на некоја комисија во собранието. Дали е тоа нормално, ќе суди јавноста. Дали е тоа нормално, ќе судат граѓаните. Интенциите и анкетите ги знаете. И затоа не ме интересираат анкетите на СДСМ и ДУИ. Ме интересира стандардот на граѓаните. Она кое што вие го правите сега треба години потоа да се врати и тоа е тотално неодговорно. Да вие разговарате за промена на член во време на ваква кризна состојба, за мене тоа е еднакво на воено профитерство или што би рекле граѓаните ратно профитерство. И не ви е прв пат. Секоја криза ја користите за профитерство. Така беше со здравствената криза, кога набавте вакцини од Кина за провизии и никогаш не стасаа, бидејќи ве разоткрија. Тоа е разликата помеѓу едната и другата политичка опција и тоа е фрагментот зошто, почитувани колеги, не сме сите исти. Имавме седница на која што во ова време невреме ви беше важно да гласате закон за ватрешни работи, како по 4 скалила да се качуваат и се имнуваат вработените во МВР, како да ширите страф помеѓу фирмите и граѓаните, наместо да земете да дискутирате зашто потрошувачката кошница за месец јануари е 35.711, а лани била 33.600. За една година на секое семејство му јадете по 25.500 денари, односно едно зимовање или едно летовање на децата во семејството им го јаде валата, бидејќи е неспособна и бидејќи не знае да се справи соодветно со економските предизвици. Извинете, ова е многу поважно од тоа дали Оливер Спасовски ќе може некого да го качува и да го симнува 3 скалила подоле, бидејќи треба да сватите дека никој не ви се плаши.
5 година сте на власт и никој не ви се плаши. И тоа е добро за демократијата, тоа е добро за иднината на ова граѓанство. Само во држава која што ја водат вакви профитери, на 4 минути пред почнување на седница се доставува предлог измени за член на комисија. На 4 минути пред почнување на седница. Што може некој да направи за 4 минути? И потоа, кога ќе ви доставиме 400 амандмани, тогаш не сакате да ги дискутирате, се фрлаат во корпа и среќна нова 49-та, како што кажа еден од прите дискутанти. За ова ли се боревте, почитувани пратеници од парламентарното мнозинство? За оваква ли демократија се боревте? Дали кога одевте на избори им кажувавте на граѓаните кои што ве гласале или не ве гласале дека ова ќе ви биде стилот на готење? Единствената работа која што е константа од страна на власта на СДСМ и ДУИ од 1 јуни 2017 до денес е пораката која што цело време ја испракате до опозицијата и до целата македонска јавност. Или ќе биде милум, или ќе биде силум. Тоа го правите 5 години поред. Тоа се многу опасни пораки, многу опасни преседани. Вие се боревте против тие работи. Ама сте проширени и надградени. И наместо да се одважите и да му кажете на оној кој што ве тера ова да го правите дека не може и дека тоа не е демократски, слепо и послушнички станувате учесници на цела оваа лакрдија. Пред целата македонска јавност, сите ние пратениците го гледавме председателот на собрание, кој што за цела постапка или операција велеше дека тоа е кршење на деловник и дека него не му паѓа и на крај памет да крши деловник. Потоа, истиот тој се подпишува како прв на законот за кој што пред целата македонска јавност кажал дека не е согласно законите на држава. Зашто тука разговараме? Што се случило преку ноќ за големиот Талат Џафери да мора за 360 степени да смени сопствената одлука? Дали се уцени, дали се закани, дали се дилови, дали се договори? Тоа и го должите на македонската јавност да и го доложите, почитувани колеги од мнозинството. Овдека не се работи воопшто за колегата Фадил Зендели, ниту пак се работи за комисијата. Тука се работи за влијание во судството, бидејќи паралелно барате проверени партиски послушници да бидат во Уставниот суд, паралелно носите нов закон за Академија за суди и јавни обвинители и бидејќи се спремате за опозиција, сакате и во наредните 30 години како политичка номенклатура да оконтролирате судството во оваа држава. И тоа се гледа од и тоа не е нешто ново, но е срамно и така не треба да биде. Јас не велам дека во минатото рози цветале, но ако се вадиме цело време за тоа што правевте вие, тогаш ја добиваме Република Македонија 2022 година, држава без економски просперитет, во кој што граѓаните изгубена доверба и во партиите, и во институциите. И пак ќе ве повторам, за ова се боревте? Ова им го зборувавте на тие што требаше да ве гласаат? Или нешто друго? Слушав морализирање како тие биле мнозинство, вие биле малцинство. Почитувани колеги од мнозинството и вие правници што процедурално тука кажувате 2 дена. Абе како не ви сметаа 4 пратеници со опозициони гласови си ги земете во парламентарно мнозинство? Како не ви сметаа тогаш немавте принципи дека тие луѓе гласале за алтернатива која верела дека дуе канцер на општеството, дека СДСМ е партија на изневерени очекувања? Врз основа на тие тези алтернатива доби 4 пратеника и сега кога си ги земете тие 4 пратеника кај вас е добро, ама сега ги барате и вие од беса. Еј, тие биле ваши. Која ви е таа логика? Која ви е таа логика? 4 пратеници со опозициони гласови, министри, функции, директори, кавги у партија кај вас ради тоа, и тоа е во ред. Ама Фадил Зендели ќе го смени бидејќи тој беше наш. А овие чии ви беа четворицава? Затоа, кога ќе морализирате
имате друг пат, прво ги си гледате собствениот двор и ако имате доблест како мнозинство, овека ќе се повлечете и ќе отидете да разговарате со опозицијата како цивилизирани луѓе. Се од спротивно не е ниту демократски, ниту морално, ниту вредносно. Благодарам. Благодарам. Реплика пред